Во светот постојат советодавни служби или агенции за поттикнување на развој или под некое друго име. Улогата е да се помогне на земјоделците да имаат компаративно, конкурентно производство, да имаат поголем профит со своите советодавни служби кои што ги имаат да помогнат во секој сегмент. Дали така се случува и со нашата македонска служба, Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, ќе поразговараме со нашиот денешен гостин, господинот Елгафар Јусуфи, директор на АПРЗ, скратеницата, мислам дека добро име позната на земјоделците. Постојано сте на терен, заедно со вашите стручни лица кои што ги имате. Самата дејност, како е заснована, организацијската поставеност и активностите кои што во моментов се случуваат во агенцијата? Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството е основана во 1998 година со законот за основање на АПРЗ. Во моментот во АПРЗ имаме 130 вработени, од кои 90 се советодавци, односно советници. Имаме 30 работни единици во 30 градови и неколку дисперзирани канцеларии и соопштини во цела Република Северна Македонија. Според законот за основање на АПРЗ, нашите дејности, нашата задача, нашите обврски се давање на непосредна поддршка на земјоделците, како, например, воведување на нови технологии во производство, во одгледување, правилна примена на џубрива. Исто така ги насочуваме земјоделците кон производство на производи и култури според потребите на пазарот. Исто така вршиме стручно оспособување на земјоделците преку разни трибини, советувања, обуки и слично. Исто така им даваме насоки за опрема на земјоделска опрема и како да ги искористат порационално. Ги советуваме земјоделците за заштита на животна средина и правилна примена на добра земјоделска пракса. Во делот на 2021 година, најверојатно имате и нови задачи, но да се подсетиме и на ланската година. Колку земјоделци беа услужени, имајќи во предвид дека и ковид пандемија постоеше? Да. За 2020 година имаме услужено преку 14.000 земјоделци, тоа преку советувања, информирања и административна техничка помош за земјоделците. Значи, нашите врати на канцелариите, на работните единици, иако со преполовен број на вработени, сепак беа отворени за сите земјоделци, за секоја нивна потреба. Што се планира за 2021? Да го надокнадиме тоа што го изгубивме во 2020 година, имаме план повеќе нашите советници да бидат на терен, да бидат во контакт со земјоделците и тоа што претходно го кажав, да им укажат, да ги советуваат во делот на заштита на животната средина. Исто така планираме обуки за родова еднаквост и како да биде руралната жена повидлива во земјоделството. Мислам дека жената во руралните средини е еден битен елемент во целото земјоделско производство, што досега тоа не е излезено и не е признаено од сите засегнати страни. Треба особено внимание да се обрне исто така и на младите земјоделци. Постоеа повеќе програми, нели, програма за млад земјоделец со две мерки од 10.000 евра и 20.000 евра, но не е се само овие програми, има и ИПАРТ програма, значи и националната програма, во сето тоа помагате и да кажеме дека и овие совети што досега ги споменувавме се е бесплатно за земјоделците, а исто така и подготовката, таа техничка документација што треба не е едноставна, вие им помагате. Да. Колку тоа е признато и колку од тие апликации имате ли повратна информација се добитни, односно дека веќе проектот е целосно реализиран? Се гордеам со нашите вработени, со нашите советници, од причина што преку 80% од апликациите што се и во ИПАРТ програмата и во програмата за рурален развој
односно јавните повици што се во текот на годината се реализираат преку нашите работни единици. И тоа, од фидбекот што го имаме од земјоделците, голем дел од тие апликации се успешни. Но немате детални податоци, точно. Дали имате некаква идеја тоа како да се види? Да, тоа точно досега немавме, но сега планираме заедно со другите институции да го реализираме на друг начин и да знаеме точно колку нашите советници, колку АПДЗ има изготвено, направено апликации и колку од тие апликации биле успешни, колку неуспешни и зошто биле тие неуспешни, каде може да се подобриме. Так. Но мислам дека заедно со платежната агенција ќе го средиме и тоа не е некој голем проблем. Така, но банални проблеми се јавуваат најчесто на терен, земјоделците се жалат околу успешноста. Добро, има сега подобрување во однос на да се достави цела документација, некогаш и за ситница се одбиени, малку се љути некогаш земјоделците на сето ова и треба повратно да се види каде се греши, за да може следниот пат да бидат успешни, да не се откажуваат, нели? Има нормално, има работи што треба да се подобруваат, но во последните години има голема искористеност на европските фондови преку ИПАРТ програмата. Значи тоа и преку платежна агенција се подобрија нивните услуги. И од кај нас имаме со нив добра соработка, исто и со Министерството за земјоделство имаме одлична соработка и во текот на годината имаме состаноци кај што ги гледаме, разгледуваме овие... Ги укажувате проблемите. Да, ги укажуваме. Ние ги укажуваме проблемите од терен што се јавуваат. А колку тоа ќе се имплементира, тоа се пак зависи од ресорното министерство. Таму се креира политиката. Платежната агенција ги објавува јавните повици, ние сме во делот, помагаме и тоа досега не сме вратиле земјоделец. И се надеваме дека овој тренд на соработка ќе продолжи. Добро, јас овде сакам само уште повторно една сугестија околу тие мерки од националната програма, некогаш не се одвесмуваат со она што се случува на терен, например последново што беше набавка на приплодни грла, на маторици, на нерези, само во оделен период. Малку тука треба можеби повеќе да се има слух од она што самите земјоделци го зборуваат. Ние преку емисијата се трудиме тоа да го направиме, верувам дека и вие сугерирате, но повторно тие грешки мислам дека во иднина би требало да се надминат. Исто и околу подигање на овошни, лозови насади. Да, значи како што кажав и претходно, сите тие, пошто нашите советници се директно на терен со земјоделците, и тоа секојдневно, и они имаат секој месец извештаи, имаме состаноци и ги укажуваат тие проблеми што се реално на терен, после ние ги пренесуваме. Голем дел од тие проблеми се отстранети, но секогаш има простор за подобрување. Дали во тој единствен регистер имавте вие исто така за уматичени за сметководство на фарма? Да, имате вие како база на податоци од производството? Да, тоа е систем за мониторинг на фарми, тоа е ФАДЕН. Тоа е и со законот за ФАДЕН. Ние имаме договор со Министерството за земјоделство и ние годишно мониторираме, за оваа година имаме 750 фарми. И тоа оди тековно и мислам дека тоа е успешна соработка што ја имаме со Министерството, но најважно со земјоделците. Имате и вие проекти? Преку гранични проекти, може ли да се задржиме на дел од нив и дали има нешто ново? Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за прв пат беше заедно партнер со општина Новаци во еден проект за ИПА преку гранична соработка со две институции од Република Грција. Проектот беше одржливо менаџирање на агроотпадот во општина Новаци. Целта е општината и
и градинката да се грејат со Отпадот. со отпадот, со биомаса. Сега има една новост, заедно со Факултетот за земјоделство имаме добиено уште еден проект, исто така заедно со Институтот за биотехнологија од Грција. Ние преку нашите советници ќе им одржуваме обуки на млади земјоделци. Значи во делот на она што значи производство, најверојатно прилагодување на пазарот, прилагодување на капацитетите на самите земјоделци и земјоделското производство според потребите на пазарот. Како вие во иднина гледате оваа агенција, национална агенција? Што е тоа што недостига за да бидеме по европски терк? Јас лично сакам да ја гледам АПРЗ уште попрепознатлива, уште пореспектабилна институција во делот кај што земјоделците уште повеќе ќе не ценат и да се насочуваме кон нови технологии, зашто ние сме се насочени како држава кон Европска Унија и мора да се прилагодиме кон европските практики и европските регулативи. Уште во еден голем дел е тоа традиционалното земјоделство, мора сточарството да се изникне на повисоко ниво, да заживее и селото, мора. Пред да се одјавиме од емисијата, еве да искористам приликата да честитам Рамазан Бајрам, најпрви на мојот гостин кој што одвои време да учествува во емисијата. Среќен празник, Елгафар, се надевам дека сите овие проблеми кои што ги имаме ќе ги надминиме, но пред се дека ќе го задржиме здравието и благосостојбата во секое семејство низ нашата прибава земја. Фала ви многу и јас да им честитам на сите муслимани во Република Северна Македонија Рамазан Бајрам, да се надеваме дека ќе не служи здравието најважно и благосостојбата. Во секако поубави моменти ќе се сретнеме и на терен, да видиме како ќе се одвива се тоа што веќе го испланиравте. На крајот ми останува да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.